Седнете или легнете во удобна позиција. Би сакала да се прилагодите физички како ви одговара најмногу. За да се посветите целосно на овој процес на преминување со затворени очи во следните 5 до 10 минути. Исто така би сакала своето внимание да почнете да го фокусирате врз било која точка која се наоѓа пред вас во висина на очите. Може би на зидот пред вас, може би за нијанса над висината на очите. Каде и да гледате во моментов, можете да си дозволите вашиот фокус едноставно да се насочи во точката што ја отправте токму сега, точно пред вас. И можете да почнете да гледате какви се формите, боите, текстурата, што се наоѓа во периферијата на вашиот поглед, но исто така што се наоѓа и во центарот на вашето видно поле, веднаш пред вас. Можете да станете свесни и за звукот на мојот глас, додека се подига и кога се спушта. И може би додека обрнувате внимание на било кој звук од околината и на било каква сензација што ја чувствувате токму сега во вашето тело. Додека пловите удобно во ова прекрасно внатрешно место, лесно и мазно, како да се лизнувате во топла и мирисна бања на крајот од денот. Ако одлучите, така можете да си ги затворите и очите. Или можете да поминете низ целата постапка со отворени очи. Би сакала да ви обрнам внимание дека целта на оваа постапка не е толку за да одлутате толку многу, па да не можете да учествувате во постапката, туку активно да ја користите моќта на вашата фантазија, за да ги следите инструкциите кои јас ќе ви ги давам, додека поминуваме од почетокот па се до крајот. Само започнете со оваа постапка, без разлика дали очите ви се отворени или затворени. Би сакала своето внимание да го насочите кон вашите стапала. Додека се фокусирате на своите стапала, би сакала физички да ги истегнете своите стапала. Можете да ги вртите стапалата, како да се наоѓаат врз топка. Секако, дека тоа го правите безбедно. Но, додека го правите тоа, станете свесни за тензијата во стапалата. Додека ги вртите и стегнувате своите стапала токму сега, додека бројам од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И можете да ги отпуштите тие мускули. Така е. Одлично. Само им дозволуваме на мускулите да се олабават и релаксираат комплетно до крај. Клучното во оваа постапка е да се забележи разликата меѓу тоа како се чувствуваат сега и како се чувствуваа само пред неколку минути кога ги истегнувавте. Толку е лесно, несвесно да бидеме напнати, што од време на време мораме свесно да навлеземе во постапката на релаксација. Да си го научиме умот, да научиме за моќта на нашата подсвест, дека е во ред да се релаксираме и како всушност се чувствуваме при тоа. Бидејќи колку повеќе си дозволуваме да почувствуваме какво е физичкото чувство кога сме релаксирани, толку повеќе умот може да научи и потоа да си го прави тоа автоматски, само од себе.
Откако го сторивме ова со стапалата, би сакала да го насочиме вниманието кон подколениците. Може би е малку тешко да се изолираат комплетно, но направете најдобро што можете. Би сакала да го свртите фокусот кон подколеницата и да почнете да ги стегате тие мускули од подколеницата. Може би при тоа ќе се случи да ги напнете и стапалата заедно со подколеницата и тоа е сосема во ред. Само насочете го вниманието кон подколеницата и на вистина почнете да ги истегнувате мускулите во овој дел. Колку што можете посилно. Истегнете ги колку е можно повеќе и на вистина почувствувајте тензијата во подколеницата. Какво е чувството? Да ја чувствувате тензијата во подколеницата. Чувствувајте додека бројам од 1, стегај, 2, 3, 4, 5, држи, 6, 7, 8, 9 и 10. Можете да ги отпуштите мускулите да се олабават. Дозволете им на мускулите потполно да се релаксираат. Целосно и потполно преку секој мускул, коска и ткиво од вашата подколеница и вашите стапала. Така е. Одлично. Потоа би сакала вниманието да го насочите на надколениците. Може би дури и на бутовите и да им дозволите и на овие мускули да се згрчат. Колку што можете посилно. Така што ќе ги истегнете мускулите на вистина многу силно и повторно, може би ќе ви дојде да го сторите истото и со подколеницата и стапалата и сосема е во ред, не е проблем. На вистина да ги згрчите сите тие мускули и на вистина да почувствувате како е додека тензијата се шири низ секој дел од нив. Од 1, 2, 3, стегај, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И повторно дозволете сите мускули да се олабават целосно и потполно. Секој мускулче, коска, ткиво, до секоја клетка од нозете, се додолу до прстите на нозете. Се чувствувате толку многу опуштено. И повторно обрнуваме внимание на разликата. Бидејќи колку повеќе се фокусираме на разликата помеѓу на вистина напната состојба на мускулите и релаксираната состојба, се повеќе свесно и несвесно можеме да ја почувствуваме сензацијата на релаксација во текот на целиот ден. Може би не сте ни свесни за тоа. Но сега веќе се фаќате себе си како одеднаш се чувствувате се повеќе физички релаксирано во споредба со порано. Бидејќи физичката релаксација води и до психолошка релаксација. Од оваа позиција би сакала да го свртите вниманието кон стомакот. И потоа ќе ги згрчиме мускулите на стомакот. Секако тоа ќе го правиме безбедно. Зошто не го стегнете стомакот и да почувствувате како изгледа чувството на тензија во стомакот? Забележете како е на вистина кога се чувствува згрчено, напнато, додека мускулите се контрахираат. Ајде и бројам. 1, 2, 3, 4, држи, стегај, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И повторно дозволете си сите мускули да се олабават целосно и потполно. Така е, многу добро. И повторно само обрнуваме внимание на разликата помеѓу згрчена и релаксирана состојба на мускулите, колку повеќе се чувствува релаксираноста сега кога ги отпуштивте. Бидејќи некогаш едноставно мора да поминеме низ поголема тензија за потоа да ја почувствуваме релаксацијата. Често се трудиме да се бориме против тензијата, а со тоа само уште додаваме уште еден слој на постоечката тензија. Но кога се сложуваме да одиме заедно известно време, поминуваме преку границата, преку определен лимит, тоа му дава на умот и на телото сигнал да си помисли, знаеш што? Добро е само да дозволиме се да се олабави.
Само со обрнувањето внимание на разликата помеѓу чувството на сензација во вашето тело. И можеби во оваа фаза не сте ни биле свесни дека надворешниот свет изгледа како да исчезнал некаде во далечината, додека се фокусирате на внатрешниот свет. Можеби некои звуци доаѓаат од околината, можеби ако очите ви се отворени гледате некои слики во периферното видно поле. Тоа е сосема во ред. Овие работи од надворешниот свет можат само да се инкорпорираат, да ви дозволат да станете се пофокусирани. Со секој момент што поминува во овој длабоко фасцинирачки и абсорбирачки внатрешен свет. Така е. Сега би сакала вниманието да го насочите кон горниот дел од телото, кон вашите гради, вашите раце и дланките. Би сакала да ги скрчите градите, да ги скрчите рамениците, рацете, дланките, да ги стегнете силно. Можете дури да направите тупаници ако сакате. И навистина да почувствувате какво е чувството додека го напнувате секој мускул и секој дел од вашите гради, вашите раце, дланките, рамениците, се до крајот, до врвот на прстите. Вистински да ја почувствувате тензијата и како е во вашето тело токму сега. И повторно можеби ќе посакате да ги напнете и другите делови од вашето тело и тоа е во ред. Направете најдобро што можете. Додека забележувате како овие мускули се згрчуваат повеќе и повеќе, навистина можете да ја чувствувате тензијата. Почнуваме. Бројам. Стегнете се. 1, 2, 3, 4, 5, држи, 6, 7, 8, 9 и 10. Можете да се опуштите. И вистински да се ослободите од целата тензија во рамениците, во вратот, во градите, во стомакот, се до нозете, куковите, под колениците, па се до стапалата. Минува низ рацете и дланките. Донесува толку добра релаксација. Завршено. Дали некоја сте помислиле дека е можно? Не. Повторно, обрнувањето на внимание на разликата. Како се чувствувате сега, како дишењето ви се промени и омекна, и како само можете да го дозволите тоа. Едноставно да се лизнете низ целиот процес, дозволувајќи му на звукот на мојот глас и зборовите што ви ги кажувам, само автоматски, несвесно, да ве водат низ постапката на толку целосно релаксирање, како психолошки, така и физички. Можете повторно да научите, повторно да се обучите себе си, повторно да се приклучите кон ова чувство, до степен да добиете толку повеќе од процесот, ни секој аспект од вашиот живот. И во посебни времења и места, без свесно да мораме да го сториме тоа, дури ако сакаме свесно да го направиме. Се е во ред. Вашата подсвест знае. И колку повеќе учиме за тоа како изгледа да се биде опуштен, релаксиран, да се чувствува толку многу физички лесно, толку полесно, може да ви помогне да го чувствувате тоа секој ден. Тргнувајќи од тука, може би сакате на релаксацијата и да ја доделите некаква боја. Може би е сина, може би е розова, може би портокалова, може би тиркизна како морето, а може би нешто целосно поинако. Која и да е бојата? Можете само да дозволите таа боја да се прошири низ секој дел од вашето тело, исполнувајќи ве од врвот на прстите на нозете па се до врвот на главата, донесувајќи дупло поголема релаксација, така што се чувствувате дупло повеќе релаксирани отколку што сте токму сега. И ова е различен вид на релаксација. Не е тип на релаксација која само ве води кон заспивање,
туку е фокусирана и продуктивна форма на релаксација која ви помага да се чувствувате освежено, обновено, ревитализирано за да имате повеќе енергија. За да можете да пловите низ животот низ многу покорисен, пофункционален и попријатен начин. Од оваа позиција, може би сакале да почнете да лептите кон некоја позиција во иднината. Може би нешто покасно во текот на овој ден, може би вечерва или утре, или нешто од идната недела, или месец, или година. Не знам што е тоа. Препуштете го тоа потполно на себе. Кога и да е тоа, би сакала само да искористите моќта на својата имагинација, моќта на сопствениот фокус, да замислите како би изгледало, како би било, како би можело да изгледа да се доживее тоа едно сценарио. Да се чувствувате до овој степен физички и ментално релаксирани. Како што сте токму сега. Како би било тоа? Што би гледале низ своите очи? Што би слушале со своите уши? И како би изгледало да се движите низ светот со тело кое е вака релаксирано, како што вие го имате токму сега? Колку прекрасно би било тоа? Колку ќе ги трансформира и обогати различните аспекти од вашиот живот? Вашата продуктивност, вашето уживање, чувството на еуфорија, сјајот и задоволството. Исполнувањето што го добивате од искуството на опуштањето може да биде мултиплицирано, засилено, кога само ќе си дозволите да се успорите и вистински да се наведете, да навлезете во искуството на животот. Од оваа позиција на чувствување на физичка и психолошка релаксација. Сега можете да заминете и да поминете некое време, да поминете време во истражување, како би можело да биде, како ќе биде да се поседуваат овие физички сензации на релаксација, пловејќи низ секој мускул, коска, ткиво, клетка, нишка од своето битие. Во оваа посебна ситуација, од тоа посебно време од иднината, нели е убаво? Нели е прекрасно? Така е. Многу добро. Сега можете само да си продолжите и да си уживате во ова искуство. Можете да продолжите да истражувате како би изгледало во иднина, да си го имате ова чувство на релаксација, или може да одлучите да ги следите инструкциите, пренесени преку мојот глас, токму сега. Додека почнувам да ве повикувам да се вратите назад кон нормалната будна состојба. Може би очите ви се отворени, а може би се и затворени, сето тоа е сосема во ред. Се што треба да сторите сега е да се вратите потполно назад во оваа состојба, да станете свесни за надворешниот свет, звукот на мојот глас. Додека го правите ова, ги понесувате и овие чувства заедно со вас. Често кога се будиме од овие транспостапки, го губиме од себе доброто чувство што сме го почувствувале. Продолжуваме низ денот како да не се случило. Би сакала да сторите нешто сосема поразлично од тоа. Би сакала да си останете во ова место на релаксација, физичка и психолошка релаксација. И само да ја дозволите да си екзистира во позадината до крајот на денот. И може би некогаш ќе заборавите дека постои, но од време на време можете да си го свртите вниманието кон неа, обрнувајќи внимание како се чувствува телото. Ќе вдишете длабоко неколку пати и само ќе му дозволите на телото да се релаксира. Целосно и комплетно од врвот на главата па се до долу до врвот на прстите. Така што каде и да сте, можете да се вратите во собата. Можете да си ги отворите очите, ако не се отворени. Добре дојдовте назад. Растегнете се, продевнете се
И тоа на многу релаксиран начин. Се надевам дека уживавте во постапката. И се надевам дека ќе се видиме повторно на скоро.